Од денот на настанување на сообраќајната незгода до денеска се водеше интензивна предистражна постапка. На самиот ден на случување на незгодата и утре дента беше извршен увид од страна на дежурен јавен обвинител со увидните екипи на МВР. Вториот ден обвинителството ангажираше и сообраќајни вештаци. Веднаш потоа беа изготвени записникот за увид, скицата и фотодокументацијата од МВР и беа доставени во обвинителството. Во текот на предистражната постапка беа испитани вкупно 47 лица до денеска. Беше изготвено вештачење од Машинскиот факултет во поглед на функционирањето на системите на автобусот. Беше изготвено вештачење од Електротехничкиот факултет во поглед на функционирањето на тахографот, уредот кој што ја евидентира брзината на автобусот. Беше изготвено сообраќајно вештачење од Бирото за судски вештачења. Беше изготвено медицинско вештачење во поглед на здравствената состојба на возачот. Беше изготвено вештачење од МВР, сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика во поглед на употребата на телефонот од страна на возачот за време на незгодата. Беа прибавени 15 обдукции за сите починати лица. Во фаза сме на прибавување на целокупната медицинска документација за другите оштетени. Врз основа на оваа обемна предистражна постапка ви известувам дека Основното јавно обвинителство Скопје денеска донесе наредба за спроведување на истражна постапка спрема 6 лица и плюс уште едно лице, 7, кое што отвори кривична постапка, но делото не е од таква природа да се отвори истражна постапка. Значи, истрагата е поведена спрема 6 лица и тоа спрема собственикот и управителот на правното лице превозник и раководител во тоа правно лице, затоа што собственикот и управителот на правното лице превозник единствено поседувал задолжителен сертификат за професионална компетентност во правниот сообраќај, врз основа на кој сертификат е издадена лиценцата за превоз, не почитувајќи ги своите обврски согласно законските прописи, не го организирал превозот автобуски согласно тие законски прописи, евиденцијата на возачите, на работното време, на превозот, на патните линии и слично. Понатаму го препуштил раководењето со возниот парк на второосомничениот на раководителот и покрај тоа што тој раководител не поседувал таков задолжителен сертификат. Собственикот и управител на правното лице превозник не водел грижа за исправноста на тахографот. И покрај тоа што во јули 2019 биле евидентирани определени недоследности на уредите на сепирачки и издаде документација дека автобусот е исправен. Во декември 2018 повторна контрола, периодична редовна, не ја направиле повторната контрола и покрај тоа што претходно било познато за исправност на сепирачките, повторно издаде документација дека автобусот е исправен. И така автобусот се движи секојдневно на соодветната релација. Доаѓаме до 13.2.2019. Доаѓаме до 6-тиот осомничен возачот. Кои се пропустите на возачот? Го управува автобусот со недозволена брзина од 99 км/ч. Со оглед дека брзината е недозволена, го активира уредот за манипулација на тахографот да не презентира вистинската и реална брзина на движење. Поради недозволената брзина губи контрола над управувачот, се движи по средната коловозна лента, преминува на левата, преку оградата на спротивните ленти и паѓа во малата провалија.
Како резултат на сите овие пропусти, на сите овие 6 осомничени, доаѓа штетната последица 15 жртви и 39 со тешки телесни и со телесни повреди. Обвинителството во поглед на правната квалификација истрагата ја отвори на следниот начин. За првиот и вториот осомничен тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од член 300 став 2 во врска со член 297 став 2 од Кривичниот законник. За третиот, четвртиот и петиот осомничен, исто така за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од член 300 став 2, но врзано со член 299 став 1 од Кривичниот законник. И до возачот сме, исто така тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од член 300 став 2, но врзано со член 297 став 1 од Кривичниот законник. Ке ви известам дека сите овие 6 лица и седмото лице, што ви кажам, не е офатено во наредбата за истражна постапка, затоа што кривичното дело не е такво да се отвара истрага. Исто така за седмо лице во тек кривична постапка, за кривично дело, несовесно работење во службата, тоа е лице кое што издало потврда дека овој тахометар, кој што е инсталиран во автобусот, е во целост исправен, без претходно да издаде таа потврда да ги направи сите проверки. Него го теретиме за во оваа фаза од постапката за несовесно работење во службата од член 353В став 4 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Сите овие 7 лица се лишени од слобода. Се наоѓаат во полициска станица во Скопје. Во текот на денешниот ден ќе бидат изнесени пред судија на претходна постапка. За лицата за кои што е отворена истражната постапка, обвинителството ќе даде предлог за определување на мерка притвор. За седмото лице ќе предложи обвинителството мерки на предпазливост. Ќе продолжиме со истрагата. Значи, уште во и денешниот ден се повикани сведоци и се испрашуваат. Едниот работа двајца обвинители по овој предмет, едниот обвинител ќе оди во судот да ги застапува предлозите пред судијата на претходна постапка, другиот обвинител продолжува со обезбедување на вербални докази. Значи, од денот на сообраќајната незгода до денеска, па продолжуваме натаму, се работи законито, посветено за утврдување на сите факти и за обезбедување на законити докази. Значи, истрагата ќе продолжи. Во текот на истражната постапка, согласно ЗКП, ќе бидат испитани сите осомничени. Се разбира, ќе бидат превземени и други истражни действија во смисла на докомплетирање на медицинската документација на преживеаните жртви, вештачење за видот и карактерот на тие повреди. Се разбира, доколку се јави се потребно, ќе превземеме и други истражни действија. Со оглед на тоа да станува збор за доста обемна предистражна постапка, ви кажав, работа двајца обвинители, бидејќи овој од Скопје како најголемо обвинителство, каде што го покрива 90% криминалот во Македонија, нема истражен центар, нема истражители, недостасуваат 16 јавни обвинители. Значи, по систематизација, 85 стручни соработници имаме само 16 на неодредено. Од 35 дактилографи по систематизација имаме само 10. Значи, завршивме оваа година со долг над 9 милиони денари за вештачења, преводи и така натаму. Бидејќи немаме се уште истражен центар, немаме истражители, а претходната постапка е доста обемна, по наредба побаравме тројца истражители од МВР, ги добивме. Се уште се тука до целосно не ја завршиме истрагата. Овие истражители макотрпно работеа, исто така како јавните обвинители, во смисла на обезбедување на материјалната документација за двете правни лица, понатаму обезбедување на вербалните докази, односно обезбедување на сведоци, носење обвинителството и така натаму и така натаму.
Значи, од прилика тоа сакам да ви го кажам. Мислам дека целосно повели Елена. Едно прашање кој ги да прашаме колку е дозволена брзина за овој автобус на автопатот на кој што се движи, бидејќи рековте дека 99 км и што ви кажа водачот, зошто и дали само иницијативно го манипулирал такограф? Веднаш ќе ви одговорам. Значи, дозволената брзина е 80 км на час за ваков вид на возила до 3,5 тона е 100 км на час. Над 3,5 тона значи е 80 км на час. Овој автобус е 15 тони. Значи лимитот на брзината е 80 км на час, што значи возачот управувал со недозволена брзина. Во поглед на второто прашање, бидејќи се уште ги утврдувавме причините за сообраќајната незгода, до денеска немавме осомничени. До сега истражувавме до денеска дали кој и какви пропусти направил за оваа катастрофална незгода. Ние, знаете, го испитавме возачот, но тогаш немаше својство на осомничен, него граѓанин за собирање на потребни известувања согласно ЗКП. Возачот не се произнесе на овие околности, значи не даде никакви податоци. Сега веќе добива својство на осомничен и ќе биде прашан за сите релевантни околности за самата сообраќајна незгода. Што излезе вештачењето на телефонот на шоферот? Да, ќе ви кажам и за тоа. Значи се вештачеше тој телефон од МВР, од секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика и беше констатирано дека во критичното време не бил употребуван телефонот од страна на возачот. Значи причината е само повелимата брзина на Да, стопирачките, точно така. Значи главна причина е брзината. Значи недозволена брзина и неможноста да соодветно сопре за да избегне катастрофалната незгода, а од друга страна и нецелосна исправност на уредите за сопирање. Тие се главните причини. Затоа што претходно и покрај тие недоследности при техничките контроли не биле евидентирани и не биле отстранети.